Денес ја работиме првата активност од еколошкиот проект Екологија секој ден. Проектот е во координација на Полската национална агенција и оваа година активностите заради пандемијата започнаа малку покасно. Заедно со координаторката на нашиот проект и целите кои што ги имаме во проектот, денес се реализира садењето на есенската градина. И од крајот на оваа седмица, односно во сабота, нашето училиште, значи за прв пат, ќе спроведи мобилност во Полска, во градот Олштин, заедно со наставничките Орхидеја Димовска, Александра Гајич, јас како координатор и директорот на училиштето Сашко Пановски. Во мобилноста ќе учествуваат 15 ученика од 6 до 9 оделение и сега за околу садењето и садниците зошто се вака избрани, ќе ви објасни малце повеќе колешката Орхидеја Димовска. Само да ве запрошам, го ангажиравте денески директорот овде во работниве активности? Да, секако мора заеднички да се работи. Кога се работи заеднички, успехот е секогаш поголем. Денеска имаме еколошка активност во нашето училиште, поврзана со почетните планирани заеднички активности со партнерското училиште од Полска, значи во проектот Екологија секој ден. Денеска во училишниот двор имаме активно садење на есенски цвеќиња кои што се и на листата прочистувачи на воздухот, кои што се надеваме дека успешно ќе преживеат и во наредниот период, че си ги имаме овде како декорација во нашиот училишен двор и ќе допринесат за потикнување на свеста кај учениците за поздрава и почиста животна околина, подобро среден простор во рамките на училиштето и на тој начин да потикнеме уште повакви повеќе активности од областа на екологијата. Значи садевме и зимзелени садници во тој дел, секако внимававме на изложеноста на самите растенија, на која страна би ни успеале, бидејќи сакаме ова да биде успешно, за да во иднина уште повеќе го осмислиме просторот во нашиот училишен двор за да ни биде поубав на сите. Место да ни биде пријатно и за одмор, и за дружење, и за одржување на часови во природа и слично. Морам да ве прашам, имате ли информација што конкретно дечките ќе учат во Полска? Так, значи во Полска имаме 5 работни дена, значи сите ќе бидеме заедно вклучени и наставниците и учениците, додека е нивниот период на настава и ние сме таму на работа. Значи од 9 часот почнуваат нашите работни активности. Агендата од нашите колеги ни е испратена. Значи имаме клуб на млади истражувачи, имаме изработка на микроеколошки градини, значи така наречена шума во тегло. Имаме поста на ботаничка градина, поста на планетариум, че имаме изработка на еколошки торби од материјали кои што ќе ги обезбедат нашите партнери, на кои што децата ќе треба да применат везење, декорирање, со што тие еколошки торби ќе бидат како спомен за сите учесници во проектот. Значи целта е развивање на животни вештини кај учениците и потикнување на еколошката свест и да се искористат, сепак би кажала тука и креативноста, идеите, желбата за учење на нови работи кај учениците, а секој кај нас возрастните. Ја морам да кажам, се гледаме повраќањето од Полска и се надевам ќе ни донесат и некој материјал на тоа. Секако, значи ќе бидете информирани за сите случувања што ќе се случат наредната недела во Полска. Се надеваме дека се ќе помине во најдобар ред, нашите деца се вредни, имаат желба за работа, креативни се и очекуваме сето тоа да помине во најдобар ред и успешно.